Утре е ден за оставки, потврди спикерот Талат Џафери, откако претходно оставки за утре најави премиерот Димитар Ковачевски. Ова би почнало, значи, утре 25 со оставките, ќе продолжи на наредната седница на 26 избор на председател на Собранието, додела на мандат, предпоставувам, на 26 од страна на председател на државата, поднесување предлог програма и предлог состав на владата на 27 до Собранието и со тоа се отвара пат да се свика нова седница за 28 на која што би се избрала владата техничка, на која би се констатирало, значи, престанок на мандат на пратеникот. Откако ќе се констатира оставка, Џафери ја објасни процедурата што предстои. И се отвара пат на 28 да се поднесе извештај од државата, односно да се извести Државната изборна комисија дека е престанат мандат на пратеник од соодветната изборна единица, конкретно 5-та. И врз основа на тој извештај и врз основа на надлежноста на техничкиот премиер, до Собранието да се достави предлог за заменици и дополнителни заменици министри и извештајот на Државната изборна комисија за прифатен мандат за остатокот на мандатот до крајот на мандатот на овој состав. И со тоа би се отворил патот Собранието да свика нова седница на 28 исто така за избор, односно прва точка верификација на мандат на пратеникот кој што треба да дојде и избор на заменици и дополнителни заменици кои што треба да заврши на 28 двете седмици, затоа што составот на владата мора да е целосен за да може да стапи во функција 100 дена пред денот предвидено за гласање на парламентарните избори, тоа е 8 мај. На прашањето дали ВМРО ДПМНЕ ќе ги приложи имењата на нивните министри на техничката влада, Џафери истакна дека тоа е законска обврска, но и дека не знае дали дуи во техничкиот кабинет ќе остане со истите министри.